Денеска православната црква ги празнува преподобниот Алимпий Столпник, преподобниот Јаков Отшелник и преподобниот Стилијан. Преподобниот Алимпий Столпник роден е во Адријанопол, град Пафлагониски, и од мал бил приведен на Бога да му служи. Како ѓакон служел во црквата при епископот Теодор во тој град. Бидејќи многу сакал осаменички живот, молитва и богомислие, Алимпий се оддалечил на некои елински гробишта надвор од градот, од каде што луѓето бегале како од страшилиште заради честите демонски привиденија. Овде тој поставил крст, изградил храм во чест на светата Ефимија, која му се јавила на сон. Покрај храмот изградил висок столб, се искачил на него и овде во пост и во молитва поминал цели 53 години. Ниту подсмевот на луѓето, ниту лошотијата на демоните не можеле оттаму да го оддалечат, ниту да го поколебаат во неговата намера. Овој светител посебно од демоните претрпел големи беди. Не само што демоните со разни привиденија го плашеле, туку и со камења го удирале и не му давале мир ниту дење, ниту ноќе, подолго време. Но мажествениот Алимпий се оградувал себе си од демонските сили со крсниот знак и со името на Исуса. Најпосле победените демони го оставиле и побегнале, а луѓето почнале да го почитуваат и да доаѓаат кај него заради молитви, утеха, поука и исцеление. Околу неговиот столб биле подигнати два манастири. Од едната страна машки, а од другата женски. Во женскиот манастир живееле и неговата мајка и сестра му. Светиот Алимпий ги раководел монасите и монахините од својот столб со пример и со зборови. И им светел на сите како сонце од небесата, покажувајќи им го патот кон спасението. Овој Божи угодник имал толкава благодат што честопати го осветлувала некаква светлина и над него се воздигнувал столб од таа светлина до небесата. Алимпий бил чуден и моќен чудотворец, како во животот, така и по смртта. Поживеал 100 години и се упокоил во 640 година во времето на царот Ираклий. Од неговите свети мошти е сочувана главата во Котломашкиот манастир во Светагора. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Преподобниот Јаков Отшелник од Сирија, ученик на светиот Марон и современик на светиот Симеон Столпник. Се подвизувал под отворено небо, се хранел со накисната леќа. Правел големи чуда, дури и мртви воскреснувал со името Христово. Царот Лав него го прашувал што мисли за Халкидонскиот собор. Мирно се упокоил во 457 година. Поуки од светите отци. Божјата благодат доаѓа и се вселува во луѓето кои претрпеле голема болка, кои минуваат низ големи искушенија, но не ја губат надежта и се надеваат на човеколюбивиот Бог.
Архимандрит Павел Пападопулос. Преподобниот Стилијан, Пафлагонец, сонародник и современик на светиот Алимпиј, имал преголема љубов кон Господа Исуса и заради таа љубов се предавал на големи подвизи. Од се одрекол само да има неподелена љубов кон својот Господ. Пред смртта му се јавиле ангели да му ја земат душата и лицето му засветлило како сонце. Бил голем чудотворец пред и по смртта. Им помагал посебно на болните деца и на бездетните родители. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите оци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Te